Комплетно сум подготвен, весниците тука се ми ги остави Кристина, Слободен печат, Коха, Нова Македонија. Фалат еден-два вестника, вообичаено ги краде од масата еден наш колега кој е заљубеник во крстозборовите. Се надевам дека ги решил во меѓувреме. Поштовани гледачи, добар ден или добро утро од мене. Ова е последната рунда од утрински брифинг, во која вообичаено разговараме за економија и политичките односи. Денеска се очекува пресуда за рекет. Ке се знае судбината на екс-специјалната обвинителка Катица Јанева и на поранешниот собственик на еден ТВ Боријан Јовановски. Во целата оваа работа рекет на одреден начин, освен што е некаква симптоматологија на нашите политичко-разузнавачки играри, е всушност и барометар за правосудниот систем. Не знам дали само заради нив, но во секој случај драматичен пат на довербата на луѓето кон правораздавањето и кон правдата до одвој 2%, вклучувајќи ги и обвинителите. Ми се чини дека во перцепцијата и критиката на случувањата во судството, третата страна или странката во споровите, адвокатите понекогаш се на страна. Иако и тие не може да бидат изземени од одговорноста за бавноста на судските процеси, но во основа адвокатите имаат основната своја мотивациона логика, а тоа е треба да преземат се за да го заштитат својот штитеник. Овој долг вовет само за миг ми дава за право да ви кажам дека соговорник од Битола ми е Никола Главинче, адвокат со педигре на семејството Главинче. Ја мислам дека е најмалку едно 60 година се во Битола. 3 генерации. Деновиве се одбележени 71 година од формирањето на адвокатската комора, а неја ја формираше во поствоена Македонија Павле Шатев. Добар ден за Никола Главинче. Добар ден и поздрав од Битола. Благодарам на поканата. Ви благодарам многу. Главинче, тоа што скопските адвокати не го обележаа својот ден е знак на професионална сепарација или на отсуство на дух кон дел од приврзаниците или членовите на адвокатската комора? Па видите, значаен јубилеј на ниво на целата држава, 75 години од основање на адвокатска комора и од почеток на адвокатурата како јавна служба во новата слободна тогаш македонска држава, е датум кој заслужува внимание и почит не само од адвокатите, него и од целокупната правна или општа јавност. Тоа го велам од причини што адвокатурата се јавува како заштитник и борец и фактор на правата на граѓаните, тогаш кога се загрозени од државните органи и од сите оние субјекти кои прават неправо. Нашата битолска заедница, која е составен дел нормално на адвокатската комора, непрекинато од 80-та година го одбележува овој ден, символично на некој начин, преку полагање на свежо цвеќе пред првоборците, чии бисти комората ги поклони на градот Битола во 1980 година. Со оглед да делуваме како интегрален дел на адвокатската комора, нашето одбележување го сметаме како одбележување на комората. Тука вешто го покривате Джанго и очигледно немуштаста да се организира барем едно подсетување на... Апсолутно се согласувам дека беше потребна и дека е во иднина потребна активност која би значила одбележување и почит према оние кои ни го трасирале нам патот. Во тој поглед и Скопската заедница, односно централата на комората во Скопје, но и останатите заедници повикувам да го следат нашиот пример. Имаме во скоро секој град од државата по еден првоборец кој бил активен за време на Втората светска војна или тој период во адвокатурата, како адвокатски приправник или како адвокат. Нивната мисија во тоа критично време,
кога ја жртвувале својот живот за нашата слобода, ја издигнале адвокатурата како професија која влела надеж кај тогаш поробениот народ и преку адвокатите и правниците го гледале патот за слободата. Главинче, Тоа не смее да се потцени. Знаете, сепак е еден значаен фактор во тој систем. Адвокат пред едно 50 години беше синоним за една градска средина. Беше синоним на едно градско семејство. Да не зборувам за сите други, да речем условно помалку или повеќе секојдневни обврски, да ја даеш керката кај адвокатот или да се вработиш кај адвокатот, се ја вулгаризирам работата. Ми се чини дека на одреден начин последниве 15 години со падот на довербата во правосудниот систем, со раслојувањето на ефикасноста при донесувањето на пресудите, еден дел, една линија на критики доаѓа и се доближува до адвокатите. Дали на тој начин вие сте колатерална штета или вие се приклучивте на системот во кој велиме корумпирано судство, а адвокатите се продолжена рака на странките да го изведат оперативниот зафат со корупција да се спасат од поголеми казни или од кривични дела? Да. Подценета е улогата на адвокатите од два аспекти. Првиот аспект е општата перцепција на јавноста преку донесување на некои генерални заклучоци, кои најчесто се извлекуваат од индивидуални, неправи, неморални однесувања на поединци, за кои се уште не постои ефикасен систем на санкционирање на изолирање во тој адвокатски круг. Тоа е првиот аспект. Вториот аспект е перцепцијата која адвокатите имат сами за себе. Оние адвокати кои ги споменувате пред 50-60 години, кои важеле за авторитети и се рамнеле на некој начин и по статус и по приход, најчесто со тогаш окружните, а денес апелационите суди или врховните суди, биле личности кои во себе носеле длабоки морални вредности, стекнати пред се од средината во која обстојувале, но и во средината во која се едуцирале. Например, во Битола во тој период, а и многу претходно, најголем дел од адвокатите завршиле правни факултети во Загреб, Љубљана, Белград, а дури имаме и во Сорбона. Тие со себе носеле вредности кои биле нетипични за овие средини, а го прогресирале начинот на размислување на една граѓанска средина. Со процесот на транзиција, посебно во периодите од 90-тите години наваму, голем дел од правниците кои останаа, просто кажано, без работа, заради затворање на големите трговски фирми и предпријатија, својата иднина ја пронашле во адвокатурата. И начинот на нивното размислување бил масовен фактор кој придонел за претопување на тие вредности и по прв план изфрлање на мотивот на заработката или имотната корис од вршење на адвокатската дејност. Главинче, дали тоа значи дека од тука почнува моралната ерозија во која се потиснува правото и правораздавањето? Дали тоа значи дека во тоа време, од тоа време почнува оној наплив на ефтин клиентелизам па и криминал внатре меѓу адвокатите и спрегите меѓу адвокатите и судиите? Во неколку наврати сум разговарал со судиката, сега судика Трајковска, која беше и член судија на Европскиот суд, стално подсетуваше дека правило било дека не можат на иста маса да седат судија и адвокат. Да. Знаете како основен принцип кој сега се афирмира и во европските држави, а и од Европскиот суд, е принципот на непристрасност. Ние во изминатите години на нашата демократска сега нова држава, да речем релативно нова држава, го потенцираме принципот на независност на судството, заборавајќи го принципот на непристрасност, кој е многу позначаен за мене како адвокат од принципот на независност. Бидејќи еден непристрасен судија, тој по автоматизам е и независен судија. Таквите релации, адвокати, суди и обвинители, без разлика дали се употребуваат или злоупотребуваат во вршење на адвокатската дејност, предизвикуваат некаков сомнеш кај граѓанството. Кој сомнеш адвокатот со својот интегритет,
професионално, совесно и стручно однесување треба да го демантира практично во судската сала и во своите поднесоци. Не можам да прифатам адвокати денеска да ја промовираат својата фирма како резултат на некаков однос или контакт со судот. Адвокатот својата основна вредност треба да има во своето знаење, во својата стручност и храброст. Бидејќи адвокатската професија пред се е професија на храбри луѓе, а храброста доаѓа токму од знаењето. И овде би додала уште една работа. Она го кажавте многу добро дека нарушена е довербата на судството. Меѓутоа, во перцепцијата на таквото нарушување, првата брана меѓу граѓанството и меѓу јавноста и судската власт се адвокатите. Значи, граѓаните перцепцијата за независноста на судството ја добиваат од адвокатите. Замислете вие, ако како граѓанин се обратите на правна помош кај адвокатот и адвокатот ви каже дека јас не можам да го завршам тој предмет на тој и тој начин согласно закон, бидејќи немам некакви релации или односи со судската или обвинителската пела. Тоа е поразително, а тоа се случува многу често во адвокатските канцеларии. Сега да ве прашам, на тој начин луѓето ја губат надежда. Да ве прашам директно. Вие сте член на најтесното раководство на адвокатската комора, што ја води екс-полицајецот и долгогодишен адвокат Љубомир Михајловски Џанго. За вакви теми сте разговарале, јас се сеќавам на една изјава на Џанго дека мојата првенствена заложба е да ги држам адвокатите и комората подалеку од политиката. Ми се чини дека политиката и парите влегоа и кај вас. Парите се сосема нормална работа за услугите, но постои граѓанско уверување од кој ќе добие тој обвинителниот акт, почнува фазата на распитување. Кој адвокат, со кој судија, како да се стигне до судијата или до судот? Да, видете, комората е законска форма на организирање на адвокатите и во своите органи, јас сум точно член на управниот одбор, често пати, да не речем, скоро секојдневно се дискутира на овие прашања. Но комората е со својот институционален, професионален и секаков капацитет немоќна да контролира индивидуално однесување на толков голем број на адвокати. Единствено што би требало да се работи и да се придонесе кон подобрување на состојбата е да се зајакни потенцијалот на адвокатските заедници, тоа е мојата заложба, и преку нив секој во својата матична средина да дејствува на некој начин препораки, заклучоци и почитување на тие основни вредности. Ние имаме свој етички кодекс, кој во најголем дел од случаите се почитува. Исто како што се почитува и судскиот кодекс. Вие имате, само еден момент, Главенче, вие имате во рамките на комората и обвинител. Да, дисциплински обвинител. И сега јас ќе бидам многу директен. Следното е, кој на еден начин зборува за амбиентот и го парафразира овој дел на разговорот. Имавме адвокат Мерџан Даути. Тој е член на вашата адвокатска комора. Тој Мерџан Даути се приклучи во последен момент во одбрана на еден од осомничените или една од осомничените во големиот скандал со уривањето на Космос под мотивација како беше ТНТ, мислам, да. Сега, тој се обиде на еден прилично перфиден начин да побара, откако целиот процес беше завршен, целокупната негова, бидејќи дополнително се вклучи, целокупната документација, тоните од записи и водење на спора да бидат преведени на албански јазик. Се покажа дека е тоа спротивно и на примената на албанскиот јазик и на кодексот на адвокатите, каде што и на правилата каде што адвокатот мора да го познава, да одлично да владее со официјалниот јазик. Има ли мерка за Мерџан Даути, бидејќи тоа беше условот, поради што самиот судија Ставре велеше, поради тоа целиот комплекс на ова претходна гарнитура ги изигруваше судиите, ги одолголекува судските процеси до немајкаде. Да. Не можам да ви дам информација на ова прашање, пошто навистина не сум известен и немам такво властување да прибавам некаква информација од дисциплинскиот обвинител. Знам дека во јавност ова прашање се отвори како актуелно. Читав еден прилично долг коментар и јавен настап од колегата во кој цитира
бројни одредби на позитивното право, не само домашно, него и меѓународно, повикувајќи се на законот за јазиците, уставот и така натаму. Не гледам злоупотреба на правото, него употреба на законот. Законодавецот овозможил остварување на некакво право. Не сметам дека судот или адвокатурата се виновни за многу пати несрекните законски решенија кои се наметнуваат во општеството. Знаете, на законот ни алатка. Адвокатот гледа на било кој начин да го толкува законот во интерес на остварување на своето право и на правото на својата странка. И тука немам дилеми дека адвокатот законот го користи како алатка во кој го остварува начинот или стратегијата на своето тактичко бранење или застапување на странката. Мислам дека прашањето треба да се префрли на повисоко ниво. Дали тие законски решенија при нивното донесување биле анализирани од аспект на нивните проблеми или последици кои ќе ги предизвикуваат при практичното правораздавање. Добро, да не наврегуваме во некаков етнички корпус, јас имам исто така свој став, меѓутоа начинот на кој интригантно е изведена целата операција само потврдува дека во сите овие случаи, или еве на пример друг адвокат со поголемо педигре и име, кој цело време беше застапник на една од странките во овој спор и на крај во последен момент од чисти намери, условно да кажем, го врати полномошното. Што на одреден начин зборува за стилот, што сега се почесто се применува во кој адвокатите, наоѓајќи ги празнините во законот и во постапката или недореченостите, го играат судот. Да. Повторно ќе го кажем истото или слично. Како би требало аргументот на контрарио адвокатот да постапи? Да преземи действие кое ќе биде во насока на оправдување на доцнетото обвинителско постапување или оправдување на неажурноста на судот. Ево, јас сум учествувал во еден од тие атрактивни предмети во Скопје на транспортер, во кој судијата закажа 60 судења, па го заврши предметот. Некакви обиди за одлагање беа безуспешни. Знаете, не може адвокатот да се јави како фактор кој ќе го оправда за доцнетото поднесување на обвинение или неажурното постапување евентуално на судот. Адвокатот има потполно природно право да ги користи сите законски механизми во кои ќе му овозможи подобра положба на обвинетиот. Тоа е функцијата, една од основните функции на адвокатот. Се согласувам. Се разбира не на штета на законските или етичките норми во кои не се пропишани одредби за користење на тие законски предпоставки или процесни можности. Еве денеска ќе бидеме сведок, условно кажам, на една ефикасност во обвинителството и во судството, случајот Рекет. Денеска ќе бидат соопштени пресудите за Јанева и за Боки 13 во прилично динамична форма од моментот кога се приведени, притворени, па се до денешната судска одлука. При тоа, за волја на вистина, ниједен адвокат не ги искористи можностите за така наречено што подолго траење, иако им стоја редуцирани или правни можности, те едниот болен, те другиот оперативен, те третиот со психолошка нестабилност и така натаму, но сега ќе видиме преку Рекет дали може да се надеваме на опоравок на судството. Што вие мислите? Мислам дека судството веќе се опоравува од причини што во него се почесто влегуваат луѓе кои пред се добро стручно едуцирани. Мислам најмногу на кандидатите кои завршиле Академија за суди јавни обвинители, а мислам дека и степенот на стручност и на совесност и на професионалност е во последниот период многу позитивно изразена и преку вработувањето на стручните соработници во судството, кои се исто така значаен фактор за квалитет на судските одлуки. Потребно е, сигурно е дека е потребно, ефикасност и транспарентност на постапувањето од судските органи, судскиот совет, Врховниот суд, зголемување на прашањето за воедначена примена на правото и изнесување на ставовите кои судот ги има или ги носи пред пошироката правна јавност. Во тој контекст,
судот, обвинителството и адвокатурата како три значајни фактори од таа правна пирамида, да кажам, се на еден тест. Дали конечно ќе се оформи и ќе се интегрира тоа независно и непристрасно судство, или ќе се изгуби и така малата надеж или така малата висока перцепција за ова прашање од страна на јавност. Апелирам во таквите органи или национални тела, но и највисоките судски инстанции, да се вклучуваат адвокати и суди и обвинители кои не се толку многу присутни во тој центарот, него се малку на периферијата, бидејќи перцепцијата на луѓе кои доаѓаат од периферијата е поразлична. Јас секогаш велам дека адвокатите од внатрешноста се занаетчии. Филигрански го обработуваат предметот. Такви се и сигурно адвокатите кои се вклучени во овие мега предмети. Меѓутоа, многу пати е корисно да се слушни мислењи на некој однадвор. Мислам дека имаме суди кои се извонредни професионалци, а на кои не им била дадена можност да напредуваат можеби во кариерата и на тој начин да го покажат својот професионален капацитет. И во тој поглед треба да се размислува и на некаква ревизија на системот за напредување, на системот за овозможување на стручни соработници со долгогодишно правничко или судско искуство да влегуваат во судството и во обвинителството. Оти основен мотив и фактор кој би придонел за подобрување на перцепцијата на судството е квалитетот на работата. Добро. Јавноста и странката мора да биде убедена дека во судот ја добила правдата. А правдата се добива преку примена на законот. Без никаква пристрасност и без никакво нарушување на основните принципи во кои ние се колниме и придавањето на заклетвата во адвокатска комора или судите пред судскиот совет. Никола Главинче, адвокат од Битола, гостин во утрински брифинг на телефонска линија поради овие COVID амбиент. Адвокатурата е интелектуална уметност, чија инспирација е слободата, вели Никола Главинче. Главинче, докториравте ли? Да, докторирав на правниот факултет во Скопје. Остана истата теза за која знам, но тоа е... Темата е непристрасност како начело на кривичната поставка кај професорот Гордан Калајджиев. Добро, и благодарам. Значи, се надевам дека ќе имам прилика практично да ги применувам искуствата од истражувањето во докторската теза, а ја подготвувам за печатење, па прва прилика ќе ја промовираме и нормално ќе може да види повод за нов разговор. Кој ќе биде тоа така, бидете, од сега ви упатувам порака да се појавите на телевизија, зашто ви читам една изјава која мислам дека станува некаков кодекс личен ваша и адвокатски, а тоа етичките димензии во личноста на адвокатот се честност, принципиелност, совесност, стручност, храброст, посветеност и професионалност како атрибути на една од најважните странки во судскиот спор, адвокати. Ви благодарам многу, Никола Главинче од Битола, и ви посакувам уште долги години судски процеси и многу поквалитетни, па и континуирано квалитетни кадри кои ќе бидат регрутирани во вашата професија. Пријатно. Благодарам и јас ве поздравувам. Пријатно. Без да се напием голтка, нужно и неопходно е, морам да го најавам Александар Петревски и вестите. И да видиме, рано е, мислам дека во 10 часот треба да почне соопштувањето на пресудата во Врховниот суд во Скопје со очигледно, салата на Врховниот суд со очигледно големо медиумско интересирање.